Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за мојот гостин. Вечер. Стојко Пауновски, екс-директор на Пазарниот инспекторат, државен пазарен инспекторат, попознат како човекот кој му рече не на Заев и од тука беше сменет заради пркосот. Пред да преминеме на оваа цела бура околу вашата смена, да најавам дека гостинка ќе биде подоцна во интервју и Сања Лукаревска, таа е заменичка председателка на СДСМ. Вие се враќате во УЈП од утре, а таа е директорка на УЈП. Но добро, вчера имавте високи тонови со министерот за економија, Крешник Бектеши. Го отфрливте тврдењето на Бектеши дека во последните 2 години инспекторатот само еднаш ја искористил мобилната лабораторија за контрола на нафтени деривати. Како велите вие, се обративте до јавноста, никогаш не ни беше дадена и не е употребувана, зашто министерот за економија не дозволи да оди под владение на Пазарниот инспекторат. 2 години се води спор меѓу инспекторатот и Бирото за метрологија, каде е доделена таа лабораторија. Бектеши сушност одговори на прашање зашто нема сознание дека во земјава се увезува опасен мазут. И велите дека Бектеши не ја говори вистината. Не сакам да кажам дека лаже, велите вие, но тој не ја говори вистината. Добро вечер. Од мене, најпрво, да одговорам на првото прашање. Значи, не сум кажал никого, него сум барал и сум доставувал аргументи, врз основа на кој распоредот кој што ни е направен по програмата К5, каде што на 247 луѓе, доделени ни се 35 луѓе, што значи 15% со еден потек некој да ви зголеми администрација, вие како директор, заедно со менаџерскиот тим со кој што го раководевме Државниот пазарен инспекторат, моравме да преземеме нешто, не да се спротиставиме, да ја објасниме ситуацијата дека сето тоа не можеме да го спроведеме, бидејќи прво не можеме да најдеме место за сите тие луѓе, второ, она што ни беше најтешко да прифатиме е да менуваме систематизација за да прифатиме и детективи да ставиме во Државен пазарен инспекторат. Затоа одлучивме и разговаравме на највисоко ниво. Сме доставиле писмо уште веднаш по добивањето на сите тие 35 рамковно распоредени лица. До премиерот, до вице-премиерот, препратено е писмото, исто на 6 страни, мислам ми го имате сето тоа. Може да ги пуштиме тие документи, може да ги пуштите да се ако видат. сакате. Да. Ние до ден денес во Државен пазарен инспекторат, а зборувам ден денес до 27 април, додека сум разрешен, немавме добиено буквално никаков одговор. Ниту телефонски сме се слушале, иако со вице-премиерот сме се гледале на повеќе средби на пресконференции, за тоа не станало збор. Со Љупчо Николовски, вице-премиерот. Со Артан Груби се немаме слушнато, меѓутоа со неговата шеф на кабинет, знаеме дека е жена, бидејќи сме комуницирали од кај мене од човекови ресурси, не само за овие работи, и за сите други работи. Бидејќи за секое ново вработување, за секој план на вработување, мора да се обратите до Министерство за информатичко општество и до Министерството за политички систем, каде што мора да се види и по балансерот, бидејќи се уште се работи по балансерот, да се види какви и кои кадри да ги примиме. Сепак, јас велам дека она што најповеќе ни сметаше за примање беше што не беше несоодветно образованието. Не беше проблем што се тие луѓе албанци. Тоа сакаат да го накалемат, меѓутоа оние луѓе кои што ме знаат, бидејќи јас живеам во населени места каде што се 10% македонци, 90% албанци, тие барем ме знаат, националист да си може да живиш надвор од сите тие средини, цел живот живеам и работам со нив, никогаш не станало, бидејќи и во самиот менаџерски тим имам и албанци раководители, и вие впрочем видовте дека 95% се подпиша, а 40% ми се албанци вработени, и најзадоволни ја верувам дека тие ќе бидат, бидејќи
Прв пат до сега седеле без никаква работа, откако дојдов јас, сите тие се пуштени на терен и работаат. Им се обезбедени обуки преку УСАИД, сите тие се добро обучени, сите оние што ги задоволувале критериумите, сите се на терен. И тие сега се задоволни, бидејќи сите имаат обезбедено место каде што ќе седнат. За жал за овие 35 во местата каде што бараат да бидат сместени, немаме ниту едно место слободно за да ги истите сместиме. И затоа рековме дека за 12 луѓе кои што се економисти, правници, 12, 13, не знам колку беа, ќе обезбедиме, ќе набавиме соодветни технички средства, опрема, инвентар, за да тие луѓе, кога ќе дојдат, да бидат корисни и за државата, и за институцијата, и самите себе си да си бидат корисни. Она што најповеќе ми пречи да некој кажува дека сме имале запослено теолози, еколози, готвачи. Точно, такви имало. Стојко Пауновски, откако дошол директор 2018, такви луѓе нема примено. Тие луѓе се наследени. За сите тие сме гледале да најдеме работа, иако некој од претходните власт, каде што дели од сегашната власт се, дел од тие теолози и еколози ги ставале како помлади инспектори, а тие не работеле како помлади инспектори, и на барањето да ги пуштам на терен, да ги обучавам преку УСАИД, они имаат дадено изјави каде што не сакаат да излегуваат на терен, и таквите лица веднаш сме ги прераспоредувале да одат на не места пониски, него да одат во администрацијата. Архива, администрација, МТУ да дават, бидејќи ние немаме шалтерска работа. Немаме администрација и сето тоа ни ствара проблем за да примиме повеќе луѓе, бидејќи ние сме жаргонски кажано уличар. Секој инспектор е уличар. Ако инспекторот не ја знае улицата, на државата не е потребен. И сето она што го правевме беше да ја заштитам како директор институцијата, а заштитувајќи ја институцијата ги заштитував и вработените, а ја заштитувавме и државата. Добро. И уште една работа да ја кажеме. Бидејќи со секој план кој го правиме за вработување, ние секогаш до Министерството за информатичко општество и до Министерството за политички систем должни сме да дадеме и со барањето за план за вработување, да речеме за 2020 кога поднесувавме, ни побараа да поднесеме и колку имаме лица за на трансфер листа. И сега ние ваму ни бараат лица за трансфер листа, кои што не ги задоволуваат критериумите по систематизацијата, и тоа да го споменам пред очите на јавноста, не сум ја правил јас таа систематизација, иако е финансирана од УСАИД, ние да менуваме систематизации кои што некој фрлил пари да ги прави тие систематизации, стварно не вреди. Сето тоа требаше, ни го бараа за 2020 за планот за вработување, бидејќи сметаа дека ќе се смени законот за администрација и она што беше најавувано дека ќе го правиме, дека истите тие лица ќе бидат на трансфер листа понудени онамо каде што ќе можат да напредуваат. И последната работа. Сите овие што ни мислат да ги вработаат, дали во државен пазарен инспекторат, зборувам за државен пазарен инспекторат, детективи, кои што не може, јавна администрација, кои што не може да се вклопат во систематизацијата. Можат да се преквалификуваат. Не можат да се преквалификуваат кај нас во инспектори, затоа што не може да ги вклопиме по таа, не се разбирам ја доволно тие во човекови ресурси, фраксатиеле, не знам како се викаше, анализа, сите тие работи они не ги исполнуваа. И ние имаме и ден денес помлади инспектори кои што се 12 години и 15 некој, кои што не можеме да ги унапредиме, затоа што не ни дозволуваат од МИО информатичко општество, за да истите ги унапредиме. Зошто? Затоа што немаат соодветно образование кое што го бара за да биде инспектор. Инаку ние контролираме преку 30 закони. И кај нас има и безбедност, гледаме на производи, безбедност на трговија, угостителство, туризам. Значи, нас ни требаат профили од сите, да не речам професии. Да. И за секое работно место определени са посебни професии. Меѓутоа, овие две професии што ни ги дале, не можеме да ги вклопиме. И откако сето тоа го разгледавме,
Испративме писмо на 6 страни, ви реков на 28 јануари, од тогаш ништо да не одговориме, а по она, кога ме праша зашто сме дале на новинарски прашања, зашто сме одговориле затоа што веќе договорот беше при крај за да ги примеме тие 12 до 13 луѓе кои што ги исполнуваа условите, и ние со нив направивме интервју и почнавме во систематизацијата, постоечка систематизација, не да ја менуваме, да ги истите вклопиме. Меѓутоа, наеднаш не знам што се случи, да испадна вака како што испадна. Инаку, криво ми е што испадна дека сум кавгаджија, со никого не сум се карал, писма сме праќале, сите тие писма си имаат архивски броеви и сето она што било препукување со писма, а на тие писма немаме никаков одговор. Тоа ми е единственото што можам да го кажам за состојбата која што се случуваше сите овие времиња. Да. Инаку, сето она што сме го правеле, не сум го правел сам, сме го правеле сите заедно во Државниот пазарен инспекторат, а оној кој што ќе ги прими 35, јас ќе му честитам, јавно ќе се извинам пред сите, ако за сите тие најде соодветно место каде ќе ги спреми. Јас знам што наследи во 2018 година. Да, кажавте. Што сте наследиле? Низ цела Македонија ги опремивме сите оделенија, ги направивме да изгледаат од, да не речам, 19 век една европска институција и се наеднаш повторно истите луѓе кои што дошле до едно соодветно место, сега пак да им правиме проблем, вашето столче, биро ќе го користи и овој, а може би овој. Во Тетово беа сместени во 4-5 во 90 квадрати, скоро 53 луѓе кога дојдов. Сега се 40 луѓе сместени во 400 квадрата со современи услови за да може да работат. Нас ни требаат луѓе кои што ќе работат, кои што ќе допринесат за оваа држава. И можам слободно да ви кажам дека по добивањето од кога сум дојден јас, можам да се пофалам дека Тетово, Гостивар и Западна Македонија, инспекторите каде што може би 90% се албанци, безпрекорно си ја завршуваа работата и може да кажеме дека најголемите резултати доаѓаат од тие региони. Се гордеете со своите воработени, всушност и тие потпишаа петиција против да бидете симнат од фотелјата, да бидете тргнат од функцијата, но прашањето кое го се поставуваше од високите функционери Љупчо Николовски, Артан Груби, зошто одбивате да ги примите тие луѓе и онака земаат плата, а ништо не работат? Немате да имате финансиски товар во вашата институција. И тоа сум го кажал не еднаш, и нив им го објаснив еднаш. Јас сум бил 6 години пратеник. На говорницата цела македонска јавност ме слушала кога сум зборувал дека има 3.500 луѓе кои што седат дома и земаат плата. И сега јас ќе требаше да примам... Идеална позиција? Молим? Идеална позиција за општество кое не сака да работи. Значи, требаше јас да бидам сега тој кој што го продолжува сето тоа и да примам луѓе кои што ќе ми седат дома, а да им давам плата. Бидејќи пак зборувам пред цела македонска јавност, нема место во местата каде што сакаат да бидат сместени, соодветно место за да бидат на некој начин згрижени. А од влада и она што го даваат како список, барем да дојдеа да прашаа какви услови имате, кои услови, што ви треба, како ви треба, каде може да ги сместиме, што треба дополнително да ви обезбедиме услови. Со никого немавте состанок, комуникација на овие теми? Никаков состанок, никаков одговор на писмата кои што сме ги доставиле. Ете ги тука со штембил, не сум ги праќал јас, преку архива са праќани. И не сакам нормално ниту да ме нарекуваат кавгаджија, ниту да ме нарекуваат лажго, зато другото ќе одговорам покасно. Таа е целата работа. Не сакам да она што сум го зборувал, бидејќи меморијата треба да не служи сите. Она што сме го зборувале кога сме биле опозиција, не треба да го правиме сега кога сме дошле на власт и да го продолжиме истото. Па дури да бидеме бетер. Добро, господине Пауновски, заради тоа и сте сменет. Подобро да сум сменет, нормално. Кога не се согласувате со политиките, по скандалот со вашата смена бевте наречен и прогласен за херој од одреден дел на јавност. Но некои од партиските членови аплаудираа и велеа дека сте одметник. Човек кој не ја почитува хиерархијата, како што кажа Заев, човек кој ви забележа, Заев ви забележа за прекосот кој сте го покажале кон него.
Јавноста всушност реагираше на оваа изјава на Заев околу пркосот, еден недемократски речник кој му беше забележан. Се пропукувате со него и со Љупчо Николовски, вице-премиерот, исто така ви беше забележан. Кој е вашиот одговор до Заев? Ако ме верувате, прв пат излегувам на телевизија, иако имав покана и од вас и од други, прв пат сега излегувам. Не сакав да влегувам во политиката, не сакав ова политички да го сватат, дека им правам нешто проблеми со Конгресот и затоа не сакав ни да излегувам. Добро. Меѓутоа, дека сум херој, не знам, меѓутоа ме радува поддршката од граѓаните, од стопанските комори, иако пак ќе речам, ние сме орган кој што казнува. Не сме орган кој што дели помош. Борете. Отиде водата. Да. Не сме, значи, орган кој што нешто помага некогу. Ние сме казнували. Меѓутоа ме изненади фактот што во државава народот е жеден за правда и правдина. Затоа што кога почнаа поддршката од граѓаните, реков, чекајте луѓе, ние во 2017 пред да дојдам сме имале 700 неправилности пријавено за цела година. Сега ги имате сите податоци дадени на веб страната на ДПИ, бидејќи зборувавме и тоа го зборувавме како пратеници дека ќе бидеме транспарентни и мора да бидеме транспарентни. Сега се дигнати на преку 7000 неправилности. Ако сме остварувале тогаш 20 и нешто милиони денари, сега имаме преку 647 милиони денари. Значи, се е тоа од граѓаните и граѓаните повторно, значи, да поддржуваат нешто такво, значи дека инспекторите почнале правилно, неселективно и транспарентно да се ја обавуваат својата работа. И ние заедно, како државен пазарен инспекторат, сигурно не само јас, сите вработени во државниот пазарен инспекторат, бидејќи сега сум веќе во управата, се гордеат со она што граѓаните ни дадоа поддршка. И сигурен сум дека и наредната директорка, бидејќи вработените се истите, ќе продолжат со исто темпо, со исти жар да работат се во интерес на институцијата, државата и пред се на граѓаните. И тоа многу ме радува. А инаку, пркос, ниту сум сакал, тоа било изјава на преседателот, он си го направил дека е тоа пркос, ја не сум сакал да пркосам никого, сум ја барал правдата и повторно ќе кажам, сум ја штител институцијата и сум ја штител државата. Толку колку што сум можел. Не сум можел до крај да ја заштитам и затоа сум го добил, бев казнет. Не е казна тоа, разрешување не ми е прв пат да сум разрешен, не ми е ни многу ни чудно, за вакви работи добро да има некогаш несогласувања, бидејќи несогласувањата даваат некогаш и напредок. Секој кога ќе отспие од после, ќе види дека не бил во право и ќе свати што направиле и затоа некои работи треба и они да ги анализираат, па ќе видат дека некогаш немој на брзина да носиш одлуки. Тоа ми е како врежано и не сакам никогаш на брзина да носам одлуки. Затоа сум пишувал писма за да оставам трага и таа трага да некој утре задутре не ни пререче, како што сакаат сега хајка да се води, од херој да испаднеме, како рековте, херој, не, и одметник. Одметник. Некој сметаат дека да. Одметник, они можат да ме истераат од партија. Ако е нивна партијата, ако станала стварно она што го кажуваат сите приватна партија, можат да го направат. Меѓутоа, јас сум од 91-а, од кога се основала Социјалдемократскиот сојуз. Како велите, кажуваат сите дека е приватна партија. Каква е атмосферата? Го следевте ли конгресот на СДСМ? За жал, не го следев, не бев тук. Не сум го следев. Не можете на Зум? Не. Не сум. Јас сум од повозрастната генерација и кога ќе излеземе надвор од границите, ние не ни знаеме да се снајдам толку. Тоа признавам пред цела македонска јавност. Не можете да останете сепак. Право да ви кажам, не ме ни интересираше. Таков бунтовник и револуционер, да, а велите дека сте од постарата генерација. Постарата генерација и не ме интересираше толку. Добро. Каква е атмосферата во СДСМ? Пак ќе кажам, кажавте дека сметаат дека некои сметаат дека е приватна партија. И како да ви кажам, кога не сум видел. Она што јас можам да го кажам, дека кога сум влегол во партијата, сум влегол со некаква идеологија.
Идеали, идеологија. Така. Бидејќи сепак 86-7 сум вработен, тогаш имаше идеали и тогаш кога ве вработуваат, прво ќе ве поминат низ многу центрифуги, додека ве пуштат да одите на терен, да видат кого пуштаат на терен. Не е како денес. Сето тоа мислев дека ќе го успееме да го направиме, ќе успееме да ја вратиме правата социјалдемократија, да се грижиме за граѓаните, да се грижиме за оние посиромашните, да нема корупција. Ми не можеме никогаш корупцијата ни една земја не ја истребила. Меѓутоа барем малку да ја намалиме таа корупција, криминалот да го намалиме, за да овој народ може да живи овде. Да не дојде една колешка ми го испратила од Иво Андрич, вика уште тогаш кога кажува за Југославија, не боли толку што имаме одлив на мозгови, добро е да бидеме држава која што има одлив на мозгови, бидејќи сме многу напредна земја, меѓутоа ме плаши остатокот, односно останувањето на идиотите, а односно тоа сме сите ние што остануваме овде. Добро. За жал. Да, гледам дека не сте задоволен од политиките на владата, од политиките на СДСМ, сушност и Јас сум атмосферата... професионалец, од почеток сум бил професионалец и сум влегол во партијата за да она што сум го работел го подигнам на повисоко ниво. Иако не сум бил дел од пазарниот инспекторат, од она што претходно сум го работел во управата за јавни приходи, овде само го продолжив, бидејќи најдов на добри работници кои што им требал само еден менаџер кој што сето тоа ќе го организира, и сите тие добро си ја завршија работата и мислам дека и јас успешно ја завршив работата, бидејќи 3,5 години помина, сигурно уште и мандатот ми беше уште 5-6 месеци, не повеќе. Ве прашат каква е атмосферата во СДСМ? Има фракции, имаше и независна листа од Охрид, Раздор, но најинтересното е заменувањето на заменичката председателка на Радмила Шеќеринска, која објави на Фејсбук интересна порака. Бидете храбри, бидете одлучни, бидете силни и потоа вели: зборувајте за да не ве замолчат. Ова како вие заедно да сте го пишувале, така? Со Шеќеринска како заедно да сте го пишувале. Е добро, не поврза, мене ми е мило да ме поврзуваат со успешни луѓе, зошто да не? Говорите двајцата за чест, интегритет, достоинство, честност. Кој е тој кога ќе ве поврзат со некој успешен и да се налютите на тоа, нели? Да. Меѓутоа, ако ме верувате, не знам се, ништо немало, ниту договор, ниту ништо. Не знам зошто го презедоа и ги презедоа овие чекори токму во овие момент. За да ме разрешат токму на 27 април, а имаат за 14 дена конгрес, за да до вчера немаат назначено нов директор, за да вработените не можат и плата да земат. Дури и се мислев дека, бидејќи ми дале поддршка и се подпишале на таа петиција, намерно не им ставиле директор, за да еве не земате плата сега. Да ги казнат. Дури и тоа мислам дека им била и идејата. Да ги до тој казнат, степен. Добро за вашиот Јас си пркос. го мислам тоа, дека пркосот ги кошта и моите вработени, затоа еве јавно им се извинувам дека можеби јас сум им ја нанел таа неправда на некој начин. А ќе ве следи ли во вашите потези новата директорка и нема да ги прими тие рамковни? Таа се потпишали на петицијата? За примањето на... Не, таа не се потпишала, барем така имам сознанија. Меѓутоа таа е вработена кај нас, сигурно ги знае работите, верувам дека колегијалноста, она уште повеќе треба да допринесе, бидејќи била во институцијата, знае што и треба на институцијата и дека ќе продолжат барем по истиот пат по кој што одевме до сега. А дали ќе ги прими или не, сигурно се договорила она со дали ќе примат 12, 15, 35, тоа не знам. Добро. Не сум во тек. Да. Не ми одговоривте за атмосферата во СДСМ влада или атмосфера не знам да ви кажам, затоа што страф, на пркос покажување, комуницирате со вашите сопартици. За страф можам лично да ви кажам, никогаш не сум се плашел, ниту за себе, ниту за семејството, бидејќи и тие се исто како мене. Меѓутоа не можам за пркос да кажам, никогу не сум сакал да пркосам. Никогу. Само сум сакал да ја истерам правдината и сум сакал да ја заштитам институцијата. Пак ќе речем. А со тоа ја заштитував и државата. Некој сака да ја уништи таа институција која што работеше. Знаете што значи? Кажете ми една институција, нека излезат и нека кажат.
која што има преку 10% на вкупниот број вработени доделено од рамковните вработувања. Еве кај нас се преку 15%. Зошто? По кој критериум? Еве ќе ја земеме како критериум трудова инспекција која што има и повеќе вработени од нас. Тие добија 12 луѓе. Ние добивме 35. Оние добија соодветни кадри, ние добивме детективи. И сега некој да ми кажува за некој работ. Ете, ајде, овде ви беше гостин, мислам, од Гостивар, аналитичар. Он кажа дека директорот морал по балансерот да прими. Па по тој балансер се 40%. Не знам колку треба. Ако треба повеќе, нека ми кажеле. Има писмо, и во писмото баравме. Ако одиме по балансерот, имаме веќе 40%. Меѓутоа, повторно ќе излеземе во пресрет, ќе ги примиме сите оние кои што ги исполнуваат условите, а тоа се правници, економисти. Оние остатокот... Се едно дали се албанци... Се едно дали се албанци, никој не гледал тоа. Ги викнавме на разговор сите тие. Разговарано е со ним. Кажано им е да припремат документација. Кажано им е дека ќе испратиме истата систематизација, само ќе ја прошириме, ќе ја пратиме до МИО и до политички систем и да го решиме проблемот. И истите тие луѓе ќе имаа шанса после 3-4 години да се унапредат, да одат во инспектори, па и во виши инспектори, па може и раководители и директори да станат. Вака, ако ги вработаат, ќе тапкаат во место и ништо повеќе. Да. И трета работа, кога дел од аналитичарите овде тоа го кажуваат, да сум поднел оставка, истиот аналитичар од Гостивар. Алберт Муслио, да. Значи, он бара да сум поднел оставка. Јас на почеток кажав, се сум направил за таа институција, од услови за работа, од техника, од возила, од унапредување, од задоволување на инспекторите, онолку колку што можело да се направи, се до зголемување на резултати, зголемување на контроли, наоди, и на крај сега јас да поднесам оставка, ќе испадне дека ги оставам на цедило сите вработени и бегам како еден неуспешен човек кој што сето тоа не успел да го изработи. Добре, вака, затоа барав да... И уште нешто рековте за министерот, Крешник. Ми сигнализираат дека треба да одат реклами. Да? Да. Добро. Да. И јас ви благодарам. Повторно ќе разговараме, се разбира. Сања Лукаревска сега ја за Крешник веќе споменавме дека имаше прекупување. Споменуваме, многу ми е криво бидејќи со истиот министер многу добро сме соработувале и не му личеше на годините према мене да каже лажго, бидејќи сите аргументи ги доставив таму кај што треба да ги доставам, а единствено нешто, дали лажам јас или некој друг, само да го запрашате кој ќе ви биде прв пат гостин овде, зошто на влада во вторник веднаш дојдоа и им наредија на мобилната лабораторија и на инспекторите од ДПИ да одат заедно на царина да вршат испитување на дојдено масло, за да истата таа лабораторија ја вратат назад, бидејќи не контролирала и не можела да врши контрола на мазутот и на улето, не била сертифицирана за тоа, за да после инспекториве го направат истиот метод кој што го правили додека бил Стојко Пауновски, односно да го викнат од МАК инспект, да земе узорци, тие узорци да ги однесат таму каде што имат сертифицирани лаборатории во Македонија за уле и масло, а тоа се во МАК Петрол и во ОКТА. Мораме да завршиме. Ви Нема благодарам, проблем. мораме Ви да одиме со реклами. Ви благодарам Стојко Пауновски. Одиме со реклами. Благодариме. Гледате анализа, одиме со мојата втора гостинка. Добро вечер, Сања Лукаревска. Поздрав да гледачите. Заменичка председателка на СДСМ, наследничка на Радмила Шеќеринска. Пред вас беше Стојко Пауновски, тој се враќа во УЈП, вие сте директор на УЈП. Но вашиот коментар за господинот Пауновски, што велите? Како ви рече тој? Јас работев во интерес на државата, во интерес на државниот инспекторат. Мене ми требаат квалификувани кадри, се едно дали се македонци и албанци. Да, го следев баш интервјуто ваше со колегата од утре, веќе се враќа во управата за јавни приходи.
Јас можам да кажем за колеги секогаш зборувам најдобро и ги поддржувам секој пат во нивното работење. Секако тоа што се случи беше негова лична одлука во делот на тоа како сакаше да ја заштити својата институција и тоа е за респект. Секако би го сториле тоа истото. Кај мене е малку поинаква ситуацијата, односно во институцијата која што ја раководам, затоа што ние навистина имаме недостаток на кадар. Но би примиле ли неквалификувани за кои тој протестира? Веројатно, вака, имаше нели и законско решение соодветно, имаше соодветен план, сите бевме консултирани, ги разгледувавме можностите. Сите кадри кои што се во рамки на управата за јавни приходи се во рамки на таа систематизација која што ја адаптиравме, односно ја сменивме за да може тие да влезат, ќе работат во соодветна област и секако дека ќе бидат ставени на тест, нема да ги галиме таму. Ако не ги покажат резултатите, тогаш ќе мора и да се поздравиме соодветно, затоа што никој директор кој што си ја сака институцијата и работи совесно и честно, не би сакал да има дамки во своето работење. Добро, значи би примилеле детективи вие, па потоа да видиме како ќе работат. Не, јас не го реков тоа. Јас како што не се соодветно квалификувани за тоа говориме, да, за тоа што кажал не Пауновски. Значи како што каже и тој самиот како директор, тој наследил кадар кој што дел од вработените не се одесувале со она кое што е надлежност на соодветната институција. Но одбива тој да прими. Наследил, но сега тој одбива да прими. Кај нас, неквалификувани. Самиот степен на образование и видот на образование кој што го имаат рамковните се одесува со она кое што го имаме ние во рамки на нашата систематизација и организација. Но пак ќе кажам, не по секоја цена, независно дали станува збор за вработени по К5 програмата или веќе постоечки вработени, не по секоја цена некој ќе му дозволиме да го како може да кажем, да ја разруши сликата за една институција која што треба да се гради напред и е главен помош на буџетот. Но би примиле вие, па потоа би направиле некаква контрола. Во сите институции ќе се прави таква контрола. Барем јас зборувам за мојата институција. Да. Јас кажав, нема кај нас да речеме како што има наследени ситуации да примиме луѓе кои што имаат факултет географија, како што имаат па имате и такви, да. Истото тоа кое што го каже и почитуваниот колега, дека несоодветно образование имаме наследено и од кога сме дошле како први луѓе на соодветните институции. За жал. Но аргументот на Љупчо Николовски и на Артан Груби го цитирав и кај Пауновски беше дека тоа нема да биде финансиски товар, удар на самата институција. Тие луѓе и онака рекоа земаат плата без ништо да работат. Во ред ли е да се зема плата без ништо да се работи? И тоа не се државни пари, се разбира, тоа се пари на граѓаните. Секако дека не е. Затоа што конкретно еве во даночниот орган имаме навистина многу сензитивни надлежности за работа и не секој може да одговори на тие предизвици. Постојано, бидејќи ние навлегуваме во нови процеси на функционирање на целиот систем кај нас и овие рамковни вработувања нема да не се доволни за да може да го исполниме целиот капацитет, затоа што долго време не се примани луѓе во управата за јавни приходи на неопределено време. И ние прв пат минатата година примивме луѓе на неопределено време. Значи вие се спротивставувате на таа политика да се даваат пари на граѓаните, а ништо да не се работи, така ве разбрав. Апсолутно, ама тој проблем е наследен проблем кој што оваа влада смогна сили на одреден начин во одредена рамка да го наследен, но долго време тие луѓе зема пари. Би дозволиле ли вие пркос некој да има кон вас како заменичка председателка, онака како што Заев му кажа на Стојко Пауновски дека не е допустив пркосот? Што би рекле вие? Така, значи јас го почитувам секој пат туѓото мислење и туѓите ставови на секој поединец. Само така можеме да сме посилни. Веќе ако сега се свичнуваме на темата политика повеќе и СДСМ. Еден од 5 постулати кој што беше испромовиран на Конгресот беше и баш тоа, туѓото мислење. И сите говорници таму зборуваат дека дебатата ќе биде основниот стожер за да може СДСМ да оди напред, да се развива, да се унапредува. И јас ќе бидам прв поборник за тоа. Ама така било и до сега.
Значи се почитува тигото мислење. Ве разбирам, но Заев го смени и каже дека е недозволив таков првкос и непочитување на хиерархија. Вие тоа не би го сториле, не би го смениле Стојко Пауновски и не би го кажале тоа дека... Ама јас не сум премиер на владата. Не, заменичка председателка сте. Ама тоа е сепак се решаваше на владино ниво, овдека ние зборуваме за политичка партија. Добро, дали вие... Пркосот можеби некој пат во политиката значи дека некоја креативност, ентузијазам, енергичност. Не би го сватила погрешно во овој случај. Меѓутоа сметам... Како револуционерен чин на Пауновски би го сватила. Можеби не требаше до толку медиумски сето тоа да се сведе, затоа што некој пат за вакви сензитивни теми многу, да речем, се носат погрешни заклучоци. Сепак тоа помина и ќе му посакам многу среќа и успех во работата на колегата Стојко Вујов. Медиумите беа важни во време на владењето на Никола Груевски, кога се покажуваше пркосот, и сега се медиумите важни кога се покажува пркос кон владеачката структура, кон премиерот. Тоа не е, предпоставам, ништо страшно. Апсолутно секое мислење, бидејќи секој од нас е одговорен за својата институција и ако некој нешто смета поинаку, тоа ќе се реши со дебата, со седнување на маса. Вие сте наследничка на Радмила Шеќеринска и тоа е голем товар. Ќе ве споредуваат со неа, со незините капацитети, образование и искуство, но и со незината последна порака на Facebook, која ја карактеризира всушност неа и коинцидира со протечените аудио снимки кои беа објавени, еднакво со јасна содржина: имајте интегритет, чест, бидете честни и храбри, не се плашете да кажете што и да е. Не се плашете да критикувате. Потоа ќе цитирам и некои делови од таа аудио снимка за која многу луѓе од СДСМ кажаат дека е автентична. Да, автентична, и вие се согласувате. Се согласувате ли со Шеќеринска? Значи, како што кажавте на почетокот дека е товар, можеби не е товар, меѓутоа е еден нов предизвик за мене како личност, за која што 20 години имам раснато во СДСМ. Не случајно сте заменик председателка, всушност. Сите скалила сте ги поминале. Тоа сакате да кажете. Партиската хиерархија ја имам поминато од најниско ниво па натаму, и тоа мислам дека е еден голем добробит за мене. Од друга страна, имам растено и покрај развојот на Радмила Шеќеринска. Верувам и знам дека на многу жени тогаш, млади жени кои што почнувале во политиката, таа им била идол и веројатно размислувале и сакале да го стигнат и тоа нејзино ниво, и Радмила Шеќеринска е една политичка фигура која што мислам дека остави и ќе остави понатаму белег и во плурализмот, и во општеството, и нејзиниот политички габарит не споредливе, меѓутоа не би сакала јас да се споредувам со Радмила, затоа што би било многу досадно во политиката ако сите сме исти едни на други. Нити јас да бидам клон на Радмила, нити фоторобот. Тоа секој е уникатен во делот на градењето на својата политичка кариера. Така и ќе функционирам. Така, велите ви била идол. Сега дали ви е идол кога вели зборувајте за да не ве замолчат? Говориме за таа Facebook, славна Facebook порака на Шеќеринска. Се согласувате ли со тоа дека треба да се говори онака како што и Стојко Пауновски говореше? Се спротистави и вие се спротиставувате? Јас, меѓутоа тоа било нели на извршен одбор, бидејќи бев еден мандат член на извршниот одбор во мојата матична општинска организација Центар, исто така на повеќе форуми имам и јас дискутирано, меѓутоа тоа не излегло во јавност и не треба да излегуваат во јавност затоа што дебатата е многу нормална работа. И поддржувам и секако дека и јас, и председателот Заев, ние сме се бореле да донесеме демократија во државата. И секако тоа не значи дека па ќе се бориме против демократијата во партијата. Јас мислам дека едното со другото не е од демократија и во партијата, и во државата. И секој пат ќе се борам да има повеќе дебата, повеќе различни мислења. Ние порано кога сме биле во извршниот одбор, бевме тогаш се уште опозиција, до раните утрински часови ни траеле седниците, затоа што сме разговарале на најразлични теми. Меѓутоа едно е да си опозиција, тогаш веќе креираш
и идеи, и реформи сакаш да правиш и така Да натаму. ве прашам а друго е поконкретно, на власт. така, немаме многу време. Да. Се согласувате ли со загриженоста на Шеќеринска? Неколку пати таа вели во тие аудио снимки кога се обраќа на Конгресот на СДСМ дека е загрижена за функционирањето на СДСМ, дека се затвараат очи од проблемите, дека се жртвуваат принципи заради некакви цели и така натаму и така натаму. Вие загрижени сте за тие состојби? Јас не можам да бидам загрижена затоа што сум присуствувала кога се случувала буквална дебата. И не можам да знам во кој сегмент станува збор, затоа што сепак не бев дел од највисокото раководство извесен период. Не сум била во тој сегмент. Верувам и знам дека секој пат во партијата кај нас туѓото мислење се почитувало и никој пат за тоа не било земано зло за ниеден човек кој што го има изјавено спротивното мислење од мислењето на лидерот. Значи, тоа јас цврсто ќе се борам да докажем и да покажем и да покажеме сите заедно и новото раководство и новата структура сега во раководството дека не постои едноумие, туку баш таа разноликост на мислење и ставови ќе не унапредува уште и понатаму. Добро. Има прилично коментари дека останаа всушност само послушните во СДСМ. Дека има елиминација на бунтовниците, на револуционерниот кадар. Мислам дека тоа е комплетно погрешна перцепција и ќе го докажам тоа и ќе го покажем. И јас, и лидерот Заев, и новиот извршен одбор, и подпредседателите. Буквално мислам дека несоодветни се овие коментари. Добро. Знаете ли зошто е сменат Коста Петров? Од подпредседател. Да, подпредседателите зошто се сменати. Коста Петров е член на Централниот одбор. Но Коста Петров е во моментот директор на ФИТР. Ова е првичната структура, врвната структура на партијата. Понатаму треба да се формираат комисиите, понатаму ќе се формираат и други тела. Еве сега во вторник ја имаме првата седница на извршниот одбор. Таму ќе видиме како ќе се одвиваат новите насоки за работа, ќе ги зацврстиме општинските организации, затоа што не чека прв тест сега, тоа се локалните избори. Првиот тест на новото раководство ќе бидат локалните избори и секој со своето знаење, умење ќе биде инфилтриран, вклучен во соодветните структури на партијата. Буквално никој не е заборавен, нити под некој ќе треба да се откажеме. Добро, напротив. Еве јас никој пат не сум била зошто е сменет Мухамед Зекири? Мухамед Зекири е член на извршниот одбор. Говориме за подпредседател. Веројатно станува збор за одредена генерацијска промена, можеби ете бил подпредседател, па сега да се отстапи место на некое ново лице. Што се случува? Меѓутоа не сметам дека е сменет, како што викате вие, заради нешто лошо што направил. Веројатно треба доста голема цврстина и познавачи на политичките случувања и во извршниот одбор, меѓутоа и шанса за нови луѓе и кај подпредседателите. Добро, прашувам, немате информации, прашувам. Значи тоа не било некоја ваша одлука, не сте имале консултација со Заев околу овие теми. Ниту околу Радмила Шеќеринска, незиното заминување. Јас за Радмила Шеќеринска мислам и за незиното заминување, како веројатно и вие, слушнав од медиумите. Секој став на заменик председателите Шеќеринска, која што порано нели беше и председател на партијата, и за секој друг мој партиски другар, тоа што го има кажано преку медиумите и што е негов став, јас ќе го почитувам до крај. И рековте ли, како ваш идол рековте, немој другарке Шеќеринска, така ја нарече Заев, да си одиш, твоето место е во СДСМ како заменичка председателка. Па таа не си оди. Таа останува во СДСМ. За функцијата таа има уште многу да понуди, ние уште многу имаме да учиме од незиното искуство. Јас кажав дека таа била идол на сите млади жени во партијата, како што и претходно имаше него и други жени. Сите сме се граделе и сме го гледале незиниот пат. Не само за Радмила, туку и за сите други поранешни наши функционери кои што биле дел од партијата и од незините почетоци. Сметам дека ни биле добра отсточка даска, да речемете, за да не подучат, да не научат како да функционираме во едно такво политичко семејство. Но има фракции во СДСМ, за нив сте свесни. Некои говорат дека станува збор за султанска партија. Софија Куновска беше тука гостинка и беше прилично критична, се разбира. Говорат за владење во сенка на Бранко Црвинковски на одредени фракции. Што велите вие за тоа? Всушност имате и независни листи.
Тоа Охрид се случи. Може би ќе има најава и за нови независни листи. Мислам дека внимателно го следиме тоа што се случува со независните листи во Охрид и можам да кажем дека не остана рамнодушни дека поранешни високи партиски функционери, како и носители на јавни функции во општеството прават одредена независна листа, иако председателот Заев кажа во една прилика пред медиумите дека ќе има соодветен разговор со нив, да се седне, да се поразговара, да видиме каде ни се разидуваат патиштата, а од друга страна пак би било погубно за такви, да речем, структури кои што ако на некој начин го гледаат личниот само партиски интерес, наспроти победите, развојот, резултатите на СДСМ. Тогаш мислам дека и самиот електорат и граѓаните ќе го препознаат сето тоа дека станува збор за нешто лично. А во делот на фракциите мислам дека не постојат фракции во СДСМ, постои само СДСМ. Може да имаме за одредени ставови различни мислења. Меѓутоа дека има некакво едно крило или друго крило, јас тоа го слушам. За мене и за раководството и за сите останати во партијата постои крилото СДСМ. Тоа и го докажавме со гласањето и за заменик председател, и за новиот централен одбор, и за надзорниот одбор. Да имаше крила, тогаш ќе имаше и тесен резултат, нели? Барем јас така ги препознавам тие работи. Да, беше тајно гласање и вас ве избра, но велите има различни мислења, но луѓето со различни мислења се елиминираат. Видовме со Стојко Пауновски, гледаме Шеќеринска, каков проглас имаше. Околу Бранко Црвенковски не ми одговоривте? Мислам дека Бранко Црвенковски, слушнавме дека не би сакал да зборува за политичките случувања. И сметам дека, ќе го кажам моето лично мнение, сметам дека човек кој што бил основач на СДСМ и кој што бил лидер на СДСМ и кој што заедно со многу членови оделе и низ порази, низ победи и така натаму, мислам дека не би дозволил да направи нешто на политичката сцена кое што ќе представува ривалитет за СДСМ, бидејќи СДСМ е всушност и Бранко Црвенковски и сите ние сме. Така да ако дојде до нешто тако, јас мислам дека тоа би бил класичен авантуризм. Меѓутоа мислам дека се само шпекулации. Реков дека во сенка иницира некакви независни листи. Мое мнение е дека никогаш не би одел против СДСМ. Оној кој што го создал, кој што е еден од основачите на СДСМ, доди против тоа нешто свое, сметам дека не е тема на дискусија. Да, вие немате никаква комуникација со него, воопшто? Нема. Не сте посакале да се сретнете? Не се појавила некоја потреба, не знам. Меѓутоа комуницираме со сите, меѓусебно имаме контакти сите, независно дали некои се поранешни пратеници, поранешни функционери, сегашни и така натаму. Одредени луѓе одат од СДСМ кај него и заради тоа ве прашувам. И за тие луѓе се говори дека се всушност таа бранковистичка фракција, но тоа не би знаела да го кажам. Ве стравувате ли дека ќе има уште независни листи? Говориме за локалните избори. Ќе ја следиме будно ситуацијата, бидејќи слушаме само шпекулации, меѓутоа сега за сега ништо немаме видено. Добро. Ние ќе работиме и понатаму на овие 5 постулати кои што ги промовиравме на конгресот, кои што ги кажав и на почетокот, да ги мотивираме граѓаните, да го мотивираме и членството, да се бориме против криминалот и корупцијата, да го почитуваме туѓото мислење и пред се за мене најбитно како заменик председател на СДСМ е да бидам гласот на жените и во раководството и во сите сфери на општеството. И што повеќе ќе направам да се подржуваат жените една со друга. Да не се бидат пречка на патот, туку едноставно да се бидат мост една на друга. Добра, ајде околу жените ќе ве прашам после, само уште ова малите партии ме интересира вашиот став, кој ви го свртеа грбот практично за локалните избори. Имате, значи, независни листи, ги имате локалните, односно ги немате малите партии на локалните избори, се ситни некако доминацијата на СДСМ. Па не е лошо и вредно е да се види секоја политичка партија колку тежи всушност во базенот на гласачи. Тоа не го чувствуваме како некаков удар. Не. Да. Не.
Меѓутоа сепак ќе видиме, времето ќе покаже до кои чекори како ќе се одвиваат сите овие сценарија, што би се рекло од малите политички партии. Макар иако сме заедно и во пратеничката група во парламентарното мнозинство се сите политички партии заедно од коалицијата на СДСМ. Да. Акцентот го ставивте на гласот на жените. Така ли излеговте во вашата платформа која ја понудивте како заменичка председателка? Не, ова денеска за прв пат го кажувам. Добро. И ќе биде еден... Што ќе сторите за жените конкретно? Па ќе го продолжам оној принцип 50-50 сега да се преслика и на локалните избори. Што повеќе жени градоначалнички, зашто сега има многу малку, мислам дека се 4. И ќе се борам за што повеќе жени носителки на советничките листи. Добро. Секако да зборуваме за квалитетност, капацитетност, мудрост од страна на жените. Ги заштитувате жените, заштитувате ли ЛГБТ заедницата? Секако тоа се дели од нашите програмски цели. Да. Дека градиме едно општество за сите, не само по национална и верска припадност, туку и по сексуална припадност и по сите други припадности кои што постои. Да, маргинализираните, оние кои се отфрлени всушност од општеството, има различни дебати токму за овие малцински групи и многу дебати има и околу браковите, геј браковите. Некои се одважуваат, многу голем дел всушност од демократските земји се одважуваат одамна тоа да го сторат. Во вашата борба за во гласот на жените, ќе бидете ли борец и за глас всушност на сите маргинализирани? Јас ќе бидам гласот и на, еве, реков, и во некое догледно време да се говори и за геј бракови. Јас ќе бидам гласот на сите за почитувањето на човековите права пред се. Тоа е најбитно. Гласот на секој поединец кој што има било каков проблем, гласот на секој партиски член, гласот на секој граѓанин. Едноставно треба да се даде шанса на ова ново раководство во новите политики, затоа што ние тоа го најавивме дека СДСМ е прв во промените, бидејќи ќе се модернизираме. Имаме доста млади луѓе во рамки на телата и органите, со нивните идеи, имаме доста нови луѓе во извршниот, во централниот одбор. Мислам дека секој се дојде на свое место и ќе ги покажеме вистинските резултати како и досега. Јас не велам дека сега од кога се смени раководството дека ќе се направат некои драстични промени, затоа што и сега до сега е добро, меѓутоа може секој пат уште подобро. Да, ова беше мал упат кој е многу важен за малцинските права, но вие претходно ја споменавте корупцијата и можеме околу тоа веќе при крај сме да завршиме. Вице-премиерот Љупчо Николовски, борец за корупција, тоа всушност му е ресор против корупција, не за корупција, но против, се разбира, но забелешките на Греко, да не ги заборавиме, кој всушност протестира, го критикува неговата позиција, неговата функција, заради тоа што тој е и вице-премиер за корупција, се бори, истражува кој има корупција, каде е корупцијата, кој е корумпиран, така, а во исто време е функционер. Како може да санкционира тој човек, нели? Претходно да истражува, да санкционира, може ли сам себе да се санкционира? Познавајќи го... Нема логика во таа функција да заклучиме. И тоа беше заклучокот и на Греко. Парафразирам се, разбира, не ги цитирам. Секој од нас е доволно изграден лик за да знае докаде е можноста за да бидам вице-премиер за борба против корупцијата и да не правам злоупотреби со партиското функционирање и од кога можам веќе да се посветам на партијата. Секој од нас во раководството е на оној начин, да речеме, вклучен во менаџирањето на извршната власт. Еве, ако земеме и дел од подпредседателите се министри. Нели? Јас не сум слушнала до сега да има било какво злоупотребување во време на работно време, да има злоупотребување партиско некакво. Сега ние сме тие кои што се бориме, нели, да ја одвоиме партијата од државата. Може би оди макотрпно тешко, оди чекор по чекор, меѓутоа треба време, треба енергија и треба поддршка од сите страни за да тоа успее. А корупцијата, како што каже и Стојко Пуновски, буквално ја има секаде во светот и во Европа. Само навистина цврсто заедно мораме да се избориме против. Имаше прилично забелешки.
во тој извештај на Греко и заради тоа акцентот го ставив на Љупчо Николовски. Вие играте на картата на неговата совест, но немојте да заборавите дека политиката корумпира секогаш, а апсолутната политика апсолутно корумпира. И апсолутно кога ги поседувате функциите во еден човек, тогаш е прилична опасност. Се согласувате ли? Сакам само едно да напоменам. Значи, не сакам да не поистоветуваат со нешто што претходно било, како што беше и претходно во времето на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, оној кој што си ја знае работата, ќе си ја работи, и кој што знае кои се основните начала на функционирање, затоа што, внимавајте, ние подпишавме етички кодекс. Сите функционери во владата го подпишавме тој етички кодекс. Рашковски го подпишали? Веројатно, затоа што беше, нели, тогаш и генерален секретаријат се уште беше на владата, па потоа премина како советник на Гледате како лесно се кршат тие, како велите, совеста и тие етички. Да, ама за Рашковски има и случај, институциите ќе си отворија предмет, така да нема недопирливи пред законот. Да не испадне ова како некоја демагогија, меѓутоа така е. Добро, да, ќе се види исходот. Да, низ текот на времето ќе се види. Да, јас ви благодарам што бевте гостинка Сања Лукаревска, заменичка председателка на СДСМ. Предходно благодарам и на вас. Да, предходно беше Стојко Пауновски од Пазарниот инспекторат, екс-директор на инспекторатот. Ви благодарам што не гледавте.